има... Буквално. Да. Со крипто, кажи ми какво ти е Крипто? изкуството. Крипто, според мене, знам, верувам у тоа и купувам и чувам. Друго не знам за повеќе да коментирам. Има еден другар што многу убаво знае, кој ќе почне да ме објасни метаверсови, како, што се случува таму, што ќе биде следно, што ќе се случи следната година, па на Polygon се десило, на Ethereum вак. Сега пред некој ден имаше мерч Ethereum. Да, на Ethereum мерчо. И... Да, дека нема веќе да има майнинг. Копањето со стандардните методи. А у Македонија мислам дека и највише Ethereum се копаше. Не сум баш сигурен. Копаше се копаше. Сега ќе се вратам на кликбейт на словите. Сега тогаш илегално се копаат кај нас статија како гласи, илегално се копаат кај нас криптовалути. Не знаете коментари доле, не знаете вие што е копање ова. Се тоа влијае на алгоритмот на Facebook, таа статија да избутка нагоре. Се зависи до насловот, сликата и веста што е. Можела таа статија да гласи илегален майнинг на криптовалути. Никој немаше да разбере. Немаше коментар да има доле. Да. Ама кога насловот е така илегално копање, заработување, вака така, одма статијата оди погоре. Ама сигурно во Рачинова највеќе се копаат. Имаше и у ГТЦ доле. Копаат. Освен Ethereum и Bitcoin, имаш и некој друг фаворит? Купував Cardano, Cardano, Polkadot, сите тие алтови доле, ама тие ме тоа некако многу минус и треба да ги следиш сите тие проекти. И на крајот кога ќе видиш дека се зависи од овие двата горе, лидерот за алтовите Ethereum и Bitcoin, како они што го викаат, нели, Bitcoin злато. Да. Како Ethereum да се парите, а Bitcoin е златото. Баш буквално и ја така и чувствувам. Исто, и овие се надоле некои споредни работи. Сакам се ова што е доле да го префрлам у овие двата горе и например, пошто ние работиме на други работи, немам време денска цела анализа да правам на крипто. Цело да го трошиш времето. Па верувам и ти исто. Да. Немаш да правиш анализа. Не. Ја чујам време за Тесла што посветам. Време и немам време за крипто да посветувам. А верувам дека веќе некои плаќања што не се нас онлайн, веќе се со криптовалути, нема проблем. Нема проблем веќе да се плати. Например, замисли се ти сега ние сме денска недела и треба денска ти договараме нешто, треба да ти платам итно за да почнеме да соработуваме. Например, ти си инфлуенсер, сакаме денска да почнеме со соработка, од вечерва итно е например. Да. Тикети се некој за некој концерт утре што ќе биде, треба денска ти платам, морам денска да ти платам. Ја треба ако одам преку банка да отидам да поднесам налог утре, па сметководител, па да се плати тоа. Добро, или со кредитна картичка и да платиш, нема одма да легнат кај мене парите. Тоа е работа. Например 7 дена додека ти ги пушти парите. Да. Криптовалута одма ти стасува. И затоа верувам дека ќе оди тоа напред. И затоа верувам и инвестирам. На Shopify ние имавме исто за крипто? Проблем, не за крипто, туку кога збореме за стандарден начин на функционирање на банков систем. На почетокот, пошто не знаат дали сме како скем или нешто, они ни ги чуват парите како резервирани на самиот Stripe, на самиот Shopify акаунт и после 14 или 30 дена ќе направат релиз од кога не се побуниле корисниците дека има некаков проблем или било што. Сите нови бизниси, така да ние сме имале и проблеми со ликвидност, дека ни требаат пари за да треба да платиш ова, а немаме, не можеме да ги извадиме парите. А тука со криптото се решават доста проблеми и многу е побрзо и мислам дека ќе биде многу мал фито за се почнуваат да се отвараат криптоменувачници легално си именуваш парите. То не знам моментот како е легално. И ја не знам како е, пошто кај нас последно кога видов криптовалути се нерегулирани. Како сива зона. Да. И може и не може, нема конкретно дали може или не може, а постои именувачница. Па најверојатно како ледиком што постави. Сиво. Добро. Супер, Бојан, мило ми беше што продискутиравме на